Македонски светители. Месец октомври. Собор на сите македонски светители. Се празнува во првата недела на месец октомври. Без светители не може да постои црква. Тие се незиниот почеток, темел и основа, но тие се и незината цел. Ако сакаме да видиме дали некој човек живее христијански, тогаш треба да видиме колку напредува во светоста. А ако сакаме да видиме дали некоја црква правилно се развива и напредува, тогаш треба да видиме колку свето живеат нејзините членови. Македонската православна црква, која почива врз проповедта на свети апостол Павле и врз темелите на славната Охридска архиепископија и древната Јустинијана Прима, тоест Македонија прва, во својата свештена историја на човештвото му има представено величествени духовни и свети личности, кои во голема мера учествувале во градењето на европската цивилизација. Припадници на македонскиот народ имало насекаде низ тогашниот цивилизиран свет. Историски е потврдено дека Александар Македонски насекаде во новоосвоените земји формирал македонски градови и ги населувал со македонско население. Значено е и тоа што по смртта на Александар, овие македонци продолжиле да ја негуваат својата национална и јазична самобитност. Македонците, каде и да живееле, и понатаму биле истакнати и видни граѓани. Македонци можеле да се сретнат во сите области на општественото живење, во локалните области, но и воопшто во царството. Така постоеле голем број благороднички и земјопоседнички македонски семејства, потоа истакнати и значајни политички личности, а дури и цареви, а посредно од нив се формирале и цели македонски династии. Македонците исто така се редок пример во библиската историја и во историјата на народите воопшто, бидејќи тие се првиот и можеби единствениот народ кој самиот повикал некој од апостолите за да ги просвети со новата светлина, за да ги научи на новата мудрост. На сите нам ни е добро познато дека ширењето на христијанската вистина во Европа почнува од Македонија, а првата христијанка е македонката Лидија и прво христијанско семејство е низиното. Македонскиот народ со многу што ги задолжил европските народи, како источните, така и западните. Покрај Лидија тука мораме да ги спомнеме и славниот цар Јустинијан, систематизаторот и реформаторот на далеко познатото римско право и градителот на символот на православието, прекрасниот храм Света Софија во Цариград. Потоа величествените браќа, светите Кирил и Методи, творците на првата македонска азбука глаголицата, потоа нивните свети ученици, светите Климент и Наум, Сава, Горас, Ангелари, Марко, Константин, потоа преподобните оци наши Гаврил Лесновски, Прохор Пчински, Јоаким Осоговски и така натака. За сите овие претходно спомнати личности, карактеристично е тоа што многу храбро и неустрашиво и пристапиле на вистината. Тие биле еден вид политичка, философска и духовна авангарда на своето време. Такви свети и исклучителни личности постоеле и во поновата историја на македонскиот православен народ. Добро е тука да се спомнат свети Иларион, епископот Мегленски, кој неустрашливо ја бранил православната догматика од еретиците, потоа познатите маченици света Злата Мегленска и свети Ѓорги Кратовски, кои кротко и смирено им пркоселе на тоталитарните ставови на турските големци и мокници и воопшто не попуштиле пред нивните соблазнителни предлози. Потоа, богозалюбените личности на Никодим Прилепски, Нектари и Агат Ангел Битолски, од чија што преподобност и слово долго се подучувал народот. При националното будење на балканските народи, носители на македонската преродба биле монахот Јоаким Крчовски, јеромонахот Кирил Пејчиновиќ, архимандритот Калистрат Санџаковски, епископот Партени Зографски и така натака.
Од нивните дела заклучуваме дека тие националната природба не ја замислувале и не ја граделе врз суви безживотни основи, туку врз темелот на Христовата наука, врз основа на неговата правда и вистина. Од повоената историја на Македонија и на Македонската православна црква, секако дека мораме да си спомнеме и за архимандритот Јоаким од Ракотинци, за чија што светост и ден денес сведочат неговите нераспаднати мошти. Исто така и за Гаврил, епископот Велички, од чија што кротост, едноставност, а со тоа и убавина, се воспитуваа во побожност генерациите кои живеа во тешки историски времиња. На неговата света личност и ден денеска со исклучителна радост се сеќаваат оние кои лично го познаваа. Постојат уште многу други знајни и незнајни светила на Македонската православна црква, кои се наши патокази кон Царството Божјо и вечниот живот во Христа. Македонската православна црква одредила сите нив да ги празнуваме заеднички како собор на сите македонски светители секоја година во првата недела на месец октомври. Слава и чест на нивните страдања и трудови, за богоугоден живот и чиста и непоколеблива вера во Христа. Сите македонски светители, молете го Бога за нас. Света Акилина се празнува на 10 октомври Нов стил или 27 септември Стар стил. Света Акилина била родена во селото Заквилери во околината на Солун. Еден ден нејзиниот татко убил некој турчин. Веднаш бил одведен на суд, каде бил осуден на смрт. Но тогаш таткото изјавил дека сака да го прими исламот, поради што животот му бил поштеден. Во тоа време Света Акилина била мало дете, но кога наполнила 18 години, турците почнале да вршат притисок врз нејзиниот татко да ја преведе во исламот и неа. Таа не сакала ниту да слушне, а во тоа имала поддршка и од својата мајка. Света Акилина му рекла на својот татко дека таа не е малодушна како него и дека никој не може да ја принуди да се откаже од вистинскиот Бог и Создател на светот. Тогаш татко ја предал на турците, кои ја извеле на суд. Мајка ја рекла да се држи смело на судот и да не попушта ни пред најсуровите мачења, затоа што голема ќе биде наградата за неа на небесата. Кога Света Акилина излегла пред судијата, тој најпрво се обидел да ја предомисли, нудејќи и разни дарови и привилегии, но таа смело изјавила дека е христијанка и дека не се откажува од Христа. Судијата тогаш наредил нејзино мачење. Била врзана за еден столб и жестоко била тепана, но таа сето тоа херојски го издржала. Потоа пак била убедувана да го прифати исламот, но таа останала верна на љубовта кон Христа. Тогаш мачителите продолжиле да ја тепаат. На светителката й биле скршени сите коски и така била оставена да лежи. Некои христијани ја изнесле надвор и ја повикале нејзината мајка. Таа дошла, ја прегрнала својата ќерка и рекла: "Што стори чедо моје?" А Света Акилина ја одговорила: "Мајко, го направив она што ти ми го советуваше. Ја одржав својата вера." Кога го рекла тоа, Света Акилина ја предала својата душа на Бога, добивајќи го венецот на мачеништвото. Света Акилина е уште една жртва која пострадала во 18-тиот век, како резултат на тогашниот однос на османлиската власт кон христијаните. Света маченице Акилино, моли го Бога за нас. Свети Јован Кукузел се празнува на 14 октомври Нов стил или 1 октомври Стар стил. Свети Јован Кукузел е голем византиски композитор од македонско потекло и заедно со Свети Јован Дамаскин се најпознатите музички дејци во источната православна црква. Тој е познат црковен псалт, композитор
музички теоретичар и голем христијански богугодник и испосник. Неговото дело оставило траги во културите на повеќе балкански народи, кои денес подеднакво го проучуваат и слават. Неговата нотација наречена Кукузелова, неовизантиска, доцно-византиска и слично, била во употреба од крајот на 15-тиот до почетокот на 20-тиот век. Од истражувачите на музиката бил наречен ангелогласен, извор на музиката, учител над учителите, голем мајстор на уметноста и слично. Според едни извори, тој е роден во Драч, денешна Албанија, од родители македонци, но според претанието и повеќе други показатели, е роден во селото Джерменци или Джерманци, во Дебарскиот крај, во близина на манастирот Свети Јован Бигорски. А Драч е споменуван само како поголем град и за подобра ориентација на странците. Што се однесува пак до времето во кое живеел Свети Јован Кукузел, истражувачите се со различни мислења, но се согласуваат дека тоа било меѓу 11-тиот и 15-тиот век. Откако починал татко му, Јован живеел со мајка му, која што подоцна го испратила на школување во Цариград, каде што дошла до израз неговата надареност за музиката. На почетокот на школувањето во царскиот двор, кога уште не го знел добро јазикот што денес се нарекува грчки, кога другарите го прашале што јадел, одговорил: куку зелје. Сакајки да каже граф и зелје, од што му останал прекарот Кукузел, што подоцна станал и негово презиме со кое се афирмирал на многу поширок простор. Се истакнал како добар пејач, бил наречен ангелогласен, поради што станал прв пејач во царскиот двор. Царот како свој миленик имал намера да го ожени за ќерката на некој негов големец, но Јован повеќе од сите овоземски задоволства, особено од привремената слава што имал во тој момент, ги сакал Божите дарови, поради што решил да замине на Света Гора. Во тоа време, кај царот поради некои манастирски работи, престојувал игуменот на Светогорската лавра, Свети Атанаси, од кого младиот Јован се запознал со животот во манастирите на Света Гора. Веднаш потоа, без знаење на царот, ја фрлил свилената облека, облекол и скинати алишта, зел овчарски стап и се упатил кон Света Гора. Зачукал на портата на манастирот Свети Атанаси и на чуварот му рекол дека е овчарче што сака да живее во манастирот. На игуменот токму во тоа време му требал пастир, поради што го примил без размислување. Веднаш бил упатен да ги чува козите, а тој тоа го правил со задоволство, уживајќи во тишината и минувајќи ги деновите во пост и молитви. Царот многу го разжалостило исчезнувањето на омилениот пејач, поради што испрати луѓе низ целата земја да го бараат. Тие дошле и во манастирот Свети Атанаси, но во сиромашното овчарче со искинатата облека не можеле да го препознаат бараниот прв пејач од царскиот двор. Во житието се истакнува дека еднаш додека ги пасел козите и пеел некоја црковна песна, Свети Јован го слушнал некој скитник кој живеел во некоја пештера. Јован не го гледал скитникот, а тој останал запрепастен од ангелскиот глас и од фактот што и козите во тоа време не паселе, туку ја слушале песната што ма ги псувала. Тој отишол во манастирот и му кажал на игуменот, а овој го повикал козарчето и го прашал: те заколнувам во Бога да ми ја кажеш вистината. Ти ли си Јован Кукузел, толку бараниот од царот? Немајки каде, Свети Јован морал да му признае, но го замолил да го остави во гората и да не го враќа кај царот. Паднал пред неговите нозе велејки: јас сум грешниот и недостоен раб на твојата светост, но те молам многу да ме оставиш во ова послушание што сте ми го дале одпрви, зашто ако дознае царот за мене, ќе ме отргне со сила од ова спасително пристаниште. Игуменот му ветил дека ќе се избори пред царот да го остави во манастирот и заминал за Цариград. Откако пристигнал кај царот, клекнал пред неговите нозе и му рекол:
Ја молам државата под Твоја власт, Владико, да ми дарува еден човек за спасение на неговата душа и ако навредил тој некого во царството Твое, да му простите. Царот го прашал за името на тој човек, но игуменот одбил да каже додека царот не вети прошка. Тогаш царот наредил да напишат таква прошка, а тој лично ја потпишал и му ја дал на игуменот. Дури тогаш игуменот му кажал дека се работи за Свети Јован Кукузел, што тој толку долго и загрижено го барал, објаснувајќи му и неговата положба и неговата желба за живот во манастирот. Царот се израдувал и се натажил истовремено. Се израдувал затоа што разбрал дека неговиот омилен пејач е жив и здрав, а се нажалил затоа што со тој потпис за секогаш го искупил од својот двор. Игуменот со одбрани зборови го утешил возбудениот цар, а потоа се вратил во манастирот, каде што на Јована и на останатите членови на манастирското братство им го пренесол разговорот со царот. По овој настан, откако се ослободил од овоземниот цар, Свети Јован се решил да се посвети на небесниот цар. Побарал одобрение од манастирскиот старешина и изградил келија во која го минувал времето во пост и молитви. 6 дена живеел во келијата, а во неделите и празниците доаѓал во манастирот, каде што со големо воодушевување пеел на десниот клирос. Еднаш при пеењето од замор малку се наслонил и задремал во стојалиштето, а во тој момент му се јавила Пресвета Богородица и му рекла: "Радувај се, Јоване, чедо мое, пеј ми ти мене и нема да те оставам." Притоа во раката му оставила златна пара. Кога се разбудил, Јован многу се возбудил, со песни ја славел Мајката Божја, а златникот го оставил во црквата, каде што се случиле многу чуда. Дотогаш пеел само во неделите и празниците, а оттогаш почнал да пее секој ден. Подоцна од многу стоење му загноила едната нога и од неа течела смрдлива течност, но Мајката Божја му се јавила и му соопштила: "Од денес ќе бидеш здрав и кога ќе оздравиш, повеќе никогаш дури до смртта да не се разболуваш, живеејќи во постење, бдение и други добродетели, а најмногу од се да пребиваш во смирение." И навистина Јован повеќе не се разболел се до смртта. Смртта пак си ја предвидел и посакал да биде погребан во келијата на светите архангели, што самиот си ја изградил. Откако се простил со манастирското братство, се причестил со светите тајни Христови и ја предал душата на Бога со молитва и насмевка на устата. Починал на 14. октомври, денот на празникот Покров на Пресвета Богородица. Култот на Свети Јован Кукузел се расширил низ целиот Балкански полуостров. Тој нашол одраз во црковното пеење, литературата, сликарството и во преданијата. Сепак неговите заслуги се најзначајни во црковното пеење. Тој е творец на новата византијска нотација, во негова чест наречена Кукузелова. Му се препишува вокалниот стил на црковното пеење, наречен пападикиски, во кој внесува и музички елементи од народниот, пред се македонскиот мелос. Ракописите со делата на Свети Јован Кукузел денес се чуваат на повеќе места: Лавра Светогорска, Синодална Московска библиотека, Дворската библиотека во Виена, Градскиот музеј на Охрид, Државната библиотека во Минхен, библиотеките во Цариград, Атина и многу други поголеми и помали библиотеки, архиви и музеи низ целиот свет. Свети Оче Јоване Кукузел, моли го Бога за нас. Свети Домнин се празнува на 14. октомври Нов стил или 1. октомври Стар стил. Свети Домнин бил роден во Солун. Во времето кога царот Максимијан градел свој дворец во Солун, Свети Домнин јавно го проповедал Христовото име. Царот разбрал за ова и наредил да го доведат пред него. Максимијан го прашал светителот како може да исповедува друг бог и да не ги признава боговите на нивните предци. Тогаш Свети Домнин почнал да ги исмева тие богови заедно со царот.
Суровиот цар Многобожец наредил негово мачење. Сето тоа светителот смело го издржал, вооружен со молитвата и љубовта кон Христа. Тогаш бил изведен надвор од градот, каде му биле отсечени обете нозе. Но светителот уште 7 дена бил жив, а потоа предал својата душа на Господа. Царот Максимијан Галерий владел од 305 до 311 година. Свети Домнин пострадал само неколку години пред Миланскиот едикт 313 година, со кој било дозволено слободно проповедање на христијанството во Римската империја. Свети Домнин живеел во време кога Македонија и натаму се наоѓала под римска окупација. Свети маченико Домнин, моли го Бога за нас. Свети Теофил се празнува на 23 октомври Нов стил или 10 октомври Стар стил. Свети Теофил се родил близу градот Тивериопол, денешна Струмица, во семејство на побожни родители. Кога имал 3 години, бил крстен. Еднаш родителите го одвеле во некоја планина за да прими благослов од светиот отец Стефан. Таму се задржале во подолг разговор со светителот, пошто тој ги благословил. Оттогаш малиот Теофил почнал да напредува во изучувањето на тајните на Светото писмо. Кога наполнил 13 години, имал видение дека отец Стефан го повикува и без да им се јави на родителите, го напуштил својот дом и заминал да живее кај него. Старецот сватил дека тоа е Божја промисла и го задржал малиот Теофил. По 3 години подвижнички живот, старецот му предложил на игуменот на лаврата да го замонаши Теофил. Така свети Теофил останал да се подвизува во лаврата, украсен со сите духовни квалитети. Во меѓувреме, неговите родители упорно го барале и по неколку години барем го нашле во лаврата. Отпрвин почнале да го убедуваат да се врати дома кај нив, но откако ја сватиле длабочината и радоста на монашкиот живот, го замолиле игуменот да го ослободи барем на извесно време, ветувајќи дека од своји средства ќе подигнат манастир, каде тој ќе се подвизува. Така и се случило. По извесно време родителите подигнале манастир, а свети Теофил останал таму да се подвизува се до својата старост. Во тоа време на власт во Византија дошол иконоборскиот цар Лав и Савријанец. Почнало безумно уништување на светите икони. Свети Теофил силно се спротивставувал на ова и набрзо бил уапсен и одведен во Никеја кај царот. Таму светителот не се откажал од својата почит кон светите икони, поради што бил жестоко тепан и мачен. Но некој царски големец подоцна го ослободил свети Теофил и го одвел кај себе. Таму разговарале на тема за иконите. Големецот исто така се залагал за нивно уништување, но свети Теофил смирено успел да го убеди во неговата заблуда. Така бил ослободен и се вратил во својата лавра. Таму останал се до своето заминување кај Бога. Свети Теофил живеел во 8 век. Ова се гледа од фактот што живеел во времето на царот Лав III и Савријанец, кој владеел од 714 до 741 година. Токму овој цар го почнал иконоборството на плото на Византиската империја. Тоа тој го сторил со декрет донесен во 726 и 730 година. Овој декрет бил осуден од папата. Иконоборците, посебно во Цариград, направиле огромни штети, уништувајќи голем број свети икони. Наследникот на Лав III и Савријанец по име Константин V ја продолжил оваа безумна активност, но подоцна иконоборството било осудено. Свети Теофил, моли го Бога за нас. Свети 26 зографски маченици се празнуваат на 23 октомври Нов стил или 10 октомври Стар стил. Овие свети маченици пострадале во 1282 година
при освојувачките напади на латинската војска и нејзините антимакедонски настроени сојузници. Кога во 70-тите години на 13-тиот век опасностите по интегритетот на царството на Михаил VIII Палеолог интензивно се зголемувале, тој на секој начин се обидувал да ги избегне непријателските напади. Така, во 1274 година, Михаил VIII ја донесол тешката одлука да склучи сојуз со папата Григори X, кој му се заканил дека доколку не го стори тоа, ќе биде нападнат од католичките воени сили. Македонските свештеници и монаси заедно со верниците остро се спротивставиле на овој чин, но царот бил непоколеблив, не полагајќи ја својата надеж во Бога и гледајќи унијата како единствено решение. Сепак, по смртта на папата Григори X и неговиот наследник Никола IV, кога на папскиот трон седнал французинот Мартин IV, тој веднаш се ставил во служба на анжујската освојувачка политика и работел на раскинувањето на унијата, како би овозможил напад на Михаиловото царство. Така, во 1282 година, Западот се обединил против Михаил VIII, а папата дал благослов на походот против Македонија. На антимакедонскиот поход му се приклучили и Рашка и Паристрија и други сојузници. Навлегувајќи во Македонија, освојувачките војски насекаде правеле голем пустош, не поштедувајќи ја ни Света Гора. Монасите и игумените биле убивани, а манастирите биле палени. Наред дошол и манастирот Зограф. Тамошниот игумен Тома ги запрашал монасите дали некој од нив е спремен да загине со маченичка смрт. Вкупно 26 останале и се затвориле во манастирската кула. Кога пристигнале латините и нивните сојузници, тие запалиле кулата и во неја изгореле сите маченици. Додека горела кулата, тие пееле псалми. Тоа се случило на 23 октомври 1282 година. Меѓу овие маченици, 4 биле мирјани, работници во манастирот, 1 бил игумен, а останатите биле монаси. Имињата на овие маченици се игуменот Тома, монасите Варсануфи, Кирил, Михеј, Симон, Иларион, Јаков, Јов, Кипријан, Сава, Јаков, Мартинијан, Козма, Сергиј, Мина, Јоасав, Јоаники, Павле, Антони, Евтими, Дометијан и Партени, а имињата на мирјаните останале непознати. Свети зографски маченици, молете го Бога за нас. Света Злата Мегленска се празнува на 26 октомври Нов стил или 13 октомври Стар стил. Оваа македонска светителка се родила во селото Слатина во Мегленско. Нејзините родители биле сиромашни и имале уште 3 ќерки. Света Злата била побожна девојка која живеела мирен богогоден живот. Била и многу убава. Поради нејзината убавина, некој турчин страстно ја посакал. Еден ден, кога таа излегла со своите другарки во шумата, турчинот потплатил некои арами да ја грабнат и да ја одведат во неговиот дом. Таму најпрво се обидувал да ја натера да се потурчи, ветувајќи дека ќе ја земе за жена. Но Света Злата останала непоколеблива и на ваквите ветувања му рекла: Јас верувам во Христа и нему му се поклонувам и само него го знам како мој младоженец. Од него никогаш нема да се откажам, дури ако ме ставите на 1000 маки или ако ме исечете на ситни парчиња. Тогаш турчинот ја ставил да живее заедно со останатите негови жени, надевајќи се дека тие ќе ја наговорат да се потурчи. Уште какви ли ветувања не и кажувале овие жени, но Света Злата не попуштила. По 6 месеци, турчинот сватил дека ни тоа не му помага, па затоа ги повикал нејзините родители и им се заканил дека ќе ја убие ако не ја принуда да се потурчи.
Тогаш нејзините родители и сестри почнале да ја проколнуваат да се потурчи. При тоа изборувале дека Бог ќе го прости тој грев што ме направен под принуда. На сето ова Света Злата им рекла: штом вие ме советувате да се откажам од Христос, вистинскиот Бог, не сте веќе мои родители и не сте веќе мои сестри. Јас имам татко, а тоа е Господ Исус Христос. Имам и мајка, а тоа е Света Богородица. А браќа и сестри ми се светителите и светителките. Кога турчинот видел дека ни тоа не помага, наредил да ја затворат. 3 месеци Света Злата била затворена, при што секојдневно била сурово тепана и мачена. Но сите маки Света Злата херојски ги издржала, охрабрена од својот чувар Исус Христос. На крајот била обесена, а телото потоа и било исечено на парчиња. Така таа ја предала својата бесмртна душа на својот младоженец Исус Христос. Подоцна деловите од нејзиното тело христијаните кришом ги погребале. Света Злата Мегленска маченички настрадала во 1795 година. Житието на Света Злата Мегленска било запишано според кажувањата на духовникот Тимотеј, кој бил духовен отец на нивното семејство и кој бил сведок на нејзините страдања. Света Злата пострадала во времето непосредно по војната помеѓу Османлиската империја од една страна и Австрија и Русија од друга страна, кога во Македонија под Турција владеела вистинска анархија. Крстосувале арамиски банди кои нанесувале големи зла на мирното население и кои притоа соработувале со локалните феудалци. Најверојатно и во случајот со Света Злата се работи за нешто слично, затоа што гледаме дека и таа била грабната од Арамија. Во годината на маченичката смрт на Света Злата Мегленска, 1795 година, забележан е ферманот од османлискиот султан Селим III, во кој самиот пишува дека поредокот во земјата е нарушен, а царските закони никој не ги почитува. Света маченице Злата Мегленска, моли го Бога за нас. Свети Флорентиј се празнува на 26 октомври Нов стил или 13 септември Стар стил. Свети Флорентиј бил роден во Солун. Како христијанин и бранител на вистинската вера, тој им се подсмевал на многобожците, тврдејќи дека нивните богови се само обични предмети од камен, дрво, злато или сребро. Затоа бил ставен на жестоки маки, пошто маченички настрадал откако бил жив фрлен во оган. Настрадал на почетокот на 3 век. Во времето кога настрадал Свети Флорентиј, Македонија повеќе од 3,5 века се наоѓала под римска окупација. Од тоа време, на чело на Римската империја бил царот Септимиј Север, кој владел од 193 до 211 година. Мачењата и масакрите над христијаните во Римската империја почнале уште од 1 век. Свети мачениче Флорентиј, моли го Бога за нас. Свети апостол и евангелист Лука се празнува на 31 октомври Нов стил или 18 октомври Стар стил. Свети апостол и евангелист Лука има македонско потекло и бил роден во градот Антиохија, кој тогаш бил претежно населен со македонци. Во младоста изучувал филозофија, медицина и сликарство. Течно зборувал повеќе јазици, како и мајчиниот македонски, а одлично ја познавал и македонската писменост кој не. Во време на Господ Исус Христос, Свети Лука од Антиохија се преселил во Ерусалим. Тој го познал вистинскиот Бог, поверувал во него и бил вклучен во 70 апостоли кои биле испратени по светот да го проповедаат Словото Божјо. Свети Лука и сам зборува за ова во своето Евангелие. Господ назначи и други 70 и ги испрати пред себе по двајца во секој град и место, каде што и сам сакаше да оди.
Во последните денови од земниот живот на Спасителот, кога божествениот пастир бил изложен на страшни измачувања, светиот апостол Лука бил во Ерусалим, тагувајќи и плачејќи за својот Господ, кој доброволно страдал за човековото спасение. Но неговата тага наскоро се претворила во голема радост, зашто воскреснатиот Господ им се јавил нему и на Клеопа, кога оделе на пат во Емаус, поучувајќи ги да ги разбираат Светото писмо и пророштвата. По слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, Светиот апостол Лука останал некое време заедно со другите апостоли во Ерусалим, а потоа заминал во Антиохија, каде веќе имало голем број христијани. За кратко време, Свети Лука ја напуштил Антиохија и станал соработник и придружник на Светиот апостол Павле. При второто Павлово мисионерско патување, Свети Лука отпатувал со апостолот Павле во Македонија да го проповеда Христовото Евангелие. Свети Павле го оставил Свети Лука во македонскиот град Филипи да ја одржува веќе основаната и организирана црква. Свети Лука останал во Македонија неколку години, проповедајќи и ширејќи го христијанството. Кога Свети Павле повторно го посетил Филипи на крајот од неговото трето апостолско патување, тој го испратил Свети Лука во Солун, како и во Троада, да собере милостина за сиромашните христијани во Палестина. Собраната милостина Свети Павле и Свети Лука ја однесле во Палестина, по патот посетувајќи ги веќе основаните цркви, кои се наоѓале на островите на архипелагот, на бреговите од Мала Азија, во Феникија и Јудеја. Кога апостол Павле бил фатен и под стража одведен во палестинскиот град Кесарија, Свети Лука останал покрај него и не го напуштил, дури и кога тој бил испратен во Рим, во дворот на римскиот император. Двајцата заедно ги издржале сите тешкоти и при патувањето по море, изложени на големи опасности. Пристигнувајќи во Рим, Свети Лука бил секогаш покрај апостолот Павле и заедно со Марко, Аристарх и некои други придружници на големиот апостол, го проповедале Христа во главниот град на империјата. Во Рим, Свети апостол Лука ги напишал и своето свето Евангелие и делата на светите апостоли. Делови од Светото Евангелие ги напишал и во Македонија, во градот Филипи. Свети Лука ги напишал своите дела од Новиот Завет на јазикот којне, а тоа бил оној јазик кој македонците го наложиле како официјален во земјите со кои владееле. Всушност, целиот Нов Завет бил напишан на јазикот којне. Овој факт го потврдуваат многу историчари, меѓу кои познатиот библиски историчар доктор Чарлс Френсис Потер, кој децидно потенцира дека јазикот на Новиот Завет не е грчки, туку којне. Тој тврди дека промашувањето на овој факт се до 20 век представувал една од најголемите грешки на учените, која имала трагични ефекти. По 2 години заробеништво во Рим, Светиот апостол Павле бил ослободен и веднаш посетил некои цркви кои порано таму ги основал. Свети Лука секогаш го придружувал. Но по кратко време при жестоките прогонства на христијаните во Рим, Свети Павле бил повторно фатен и затворен, а потоа и убиен. Светиот апостол Лука бил очевидец на мачеништвото на Светиот апостол Павле во Рим. По неговото преселување во вечноста, Свети Лука продолжил да го проповеда Господа Исуса Христа низ Римската империја. Потоа преку Галија и Далмација дошол во Македонија, каде што останал 7 години. Покрај Филипи, Солун и Троада, честопати заминувал да проповеда и да организира и други цркви низ повеќе места во Македонија, како и во соседна Ахаја. Подоцна бил и во Египет, каде во Александрија поставил нов епископ, а потоа заменал на територијата на денешна Грција, каде што во градот Теба бил мачен и обесен од страна на тамошните пагани. Тогаш бил на возраст од 84 години. Во втората половина на 4 век, неговите свети мошти биле пренесени во Цариград. На неговиот гроб се случиле многу чудесни излекувања.
Старите црковни писатели сведочат дека свети апостол Лука по набожната молба на локалните христијани ја насликал првата икона на Пресвета Богородица со малиот Господ Исус во незините раце. Сушност, тој насликал за неа 3 икони и кога и ги донел, таа гледајќи ги рекла: "Благодатта на родениот од мене и мојата благодат нека видат со овие икони." Светиот апостол Лука ги насликал и иконите на светите апостоли Петар и Павле. Така, тој го воспоставил почетокот на насликување икони во слава на Бога, на Пресвета Богородица и на сите светии, а воедно и прескописот во светите цркви. Свети апостоле Лука, моли го Бога за нас.